Varfëria është frika më e madhe e çdo njeriu. Çfarë nuk kupton varfëria? Ajo nuk kupton mungesë të produkteve elementare, siç janë ushqimet, veshjet, banesa dhe uji i pishëm, elemente të cilat rezultojnë me standardin e ulët të jetesës. Varfëria ekziston kur nevojat elementare të njeriut janë më të mëdha se mundësitë për plotësimin e tyre. 1.7 miliard njerëz në të gjithë botën jetojnë në varfëri absolute. Се прашувам што е потешко во животот. Човек да е дојден сиромашен на овој свет, Добро. сиромашно да живее, така сиромашно да го одгледува своето семејство, своите деца од ден на ден, или пак да има се, да има живот во боја и одеднаш тоа ништо. Сплет на околности. Искрено мислам дека оваа втора приказна е многу покарактеристична за Европа, за она транзицијската Европа поконкретно, низ која што минува цела една генерација. Да. И Албанија, и Косово, и Србија, и Босна и Херцеговина ги врзуваат две карактеристики, два фактора. Социјалната моќ, сивата економија и приливот на пари кои што доаѓа од нивните луѓе кои што живеат во диаспората. Токму затоа, членството во Европската Унија ги држи запалени надежите на нашите граѓани дека кога ќе станеме дел од европското семејство, Добре. тоа впрочем ќе значи спас од сиромаштијата. Да, ама знаеш како дефинитивно ова треба да го направиме, односно да го испитаме на терен. Ќе направиме попис и ќе ги добиеме резултатите. Па, ајде. Одиме. Ако последните извештаи за Македонија говорат дека секој трет граѓанин е сиромашен, односно дека 31% од граѓаните се сиромашни, дека секој втор граѓанин живее со 2,5 евра дневно, дека постојат 80.000 семејства кои се корисници на социјална помош, дека секој вработен има кредит од 2.000 евра. Дали е премногу да се каже дека Македонија се гуши во безпарица? Граѓаните веруваат дека влезот во Европската Унија и европското семејство ќе им го смени животот преку ноќ. Ќе донесе нови инвестиции, ќе има нови вработувања и се разбира, платите ќе бидат поголеми. Не можеме да ги генерализираме состојбите во една држава врз основа на лични перцепции и обсервации. Конечно, ако вие прошетате или било кој граѓанин отиде, пример во некоја од големите европски земји, и отидете во нивните метроа, тунели, возови, плоштади, таква сиромаштија немате во Македонија како што ќе сретнете таму. Во Република Македонија нема да најдете 10 бездомни лица кои што спијат на плоштад, кои што очекуваат некој да ги нахрани и слично. Во Република Македонија таква фрапантна разлика меѓу класите не постои. Факт е дека постои, меѓутоа не до тој степен. Сметам дека повеќе станува збор за лична перцепција отколку за реалност. Република Македонија не би ја дала во ниједна европска земја. Кога би имало тука вработеност, која економска криза нема да биде посетена тука присутна, Македонија би била првата демократична република, демократска република во светот. За мене, затоа што прошета видов како е надвор, но сепак Република Македонија не би ја дал за ниједна земја. Само под услов уште малку да се зголеми вработувањето. Па ја мислам дека сме тука у средина, што ви каже колегата. Тука сме у средина, со овие балкански земји, тука сме. Подобро живееме од Бугарија, подобро од Руманија, подобро од Хрватска, нека збори кој сака, подобро во Срби живееме, подобро од Хрвати. Проевропската интеграција на Република Македонија и влезот во Европската Унија е нашата крайна цел во поглед на интегрирањето во европското семејство. Нашите очекувања, впрочем, како граѓани на Република Македонија, се дека со влезот во Европската Унија во многу ќе се подобри економската состојба заради системот на колектив. Солидарноста која што постои во системот на Европската Унија, посебно во последниот период, е евидентна и карактеристична во поглед на тоа како се помагаат земјите во услови на известна економска криза. Република Македонија
со влезот во Европската Унија очекува зголемување на инвестициите во Република Македонија, со тоа отварање на нови работни места и овозможување на поголема економска стабилност. Но знаете, во секоја работа во животот е иста состојбата. Доколку вие првично не се цените сам себе, доколку вие прво не поработите сам на себе, доколку ние како влада и граѓани не работиме на инвестирање во самите себе и во оваа држава, никој нема да може да нас да ни помогне доколку ние самите себе си не се почитуваме и не сакаме ние да успееме. Колку и да стигнува помош понатака од Европската Унија, колку и да доаѓаат инвестиции, ако ние немаме јасни политики фокусирани на отварање на работни места, на желба да се работи и вклучување активно на сите граѓани во тие процеси, ние ќе имаме секако проблем. Не е Европската Унија решение на сите состојби и сите проблеми. Во Европската заедница ќе ни биде многу полош. Затоа што ќе останеме со овие пензии што ги имаме сега, а Европската заедница знаете колку пензии има, ама ние ќе останеме со 250 евра. Европска Унија и таму има хаос. Погледнете ја една Грчка, што е, мислам, тука не, мислам ја се осеќам доста сигурна во Македонија. Megjithse indeksi i varfërisë në Shqipëri shënon një përmirësim të ndjeshëm gjatë viteve të fundit, statistikat e Kombeve të Bashkuara konfirmojnë se rreth 3% e shqiptarëve jetojnë në varfëri dhe mjerim të skajshëm, duke pasur në dispozicion për të harxuar më pak se $1 në ditë. Ekziston një hendek i madh midis mënyrës së jetesës të njerëzve që jetojnë në zonat urbane dhe atyre që jetojnë në zonat rurale, në të cilat varfëria është më e theksuar. Qeveria përgatiti një strategji të veçantë për uljen e dallimeve në popullatën shqiptare, duke vendosur strategjinë në kuadër të planit ekonomik nacional. Problemi i punësimit në Shqipëri ashtu si dhe në shumë vende të tjera futet ndër prioritetet e qeverisë shqiptare. Aktualisht në zyrat e punësimit në Shqipëri janë të regjistruar rreth 142.000 persona, përafërsisht që përbëjnë rreth 13.26% të forcës aktive për punë. Shumë mirë, për qef. Dalë punoj, normal. Mendoni se duke hyrë në Bashkimin Evropian Shqipëria do të ketë një standard jetese më të mirë? Po. Për qef, bëja shumë i rindur. Mirë jetë, mirë. Djalën e kam në punë, nëse nuk është. Edhe pensionim, kam dy çuna të djalit, i kam bërë njëri vazhdon shkollën, i marrë nuk ka punë, akoma nuk ka. Nuk ka shumë punë, por afërsisht standardi është mesatar, nuk është shumë i lartë. Njerëzit kërkojnë punojnë, punë nuk ka dhe aq shumë sa që do thua që ka punë me bollok, se siç është në krizë gjithë bota edhe do ndihet kriza. Словенија е едно од земјите кои што се наоѓа на сигурната страна на табелата за осиромашување. Со 12,3% сиромашно население, оваа земја спаѓа во оние држави по кои што дефинитивно не постои опасност за осиромашување. Иако бројот на невработени изнесува околу 100.000 жители, просечната плата за 2010 година изнесувала 1.600 евра. Според Евробарометарот, 76% од граѓаните на Словенија сепак сметаат дека Европската Унија е важен фактор за справување со сиромаштијата. Ме занима како живите. Какъв начин мислите како живим? Наспрошно, се прави економски погои, социјала, наспрошно се в Словенiji kakšno je življenje? Jaz osebno zaenkrat še v redu, se pa čuti kriza, gre zmer malo na slabš. Na splošno je pa v Sloveniji zmer slabš, to pa se čuti. Malo manje ovih, ki pobirajo od nas veliko denarja, bi se počutil bolj varnega. Velikih je takih, ki se preveč hočejo imeti v svojem žepu. Ne, mislim, da Evropska unija pri tem ne igra neke prevelike vloge, predvsem zato, ker vidimo, da je revščina tudi v državah Evropske unije, torej ne čutim se nekaj bolj varne, zato ker sem v Evropski uniji, niti pa v primerjavi z ostalimi državami. Lahko govorimo o poklicih na področju javnih služb in seveda izven javnih služb oziroma izven javnega sektorja. Treba je povedati, da smo pred 2 leti opravili temeljito reformo
sistema plač v javnem sektorju, da smo znotraj te reforme želeli uskladiti in zagotoviti primerljiva plačila za posamezna področja, se pravi socialo, šolstvo, zdravstvo, kulturo. To nam je v veliki meri uspelo. Čeprav moram reči, da seveda verjetno so še vedno najbolj plačani poklici v področju zdravstva. Tudi v drugih področjih so se za to reformo bistveno izboljšali. V realnem sektorju, v gospodarstvu pa sigurno poklici, ki so vezani na sodobne tehnologije, na informatiko, na razvojne dejavnosti, se pravi informatiki, elektroinženjeri, razni menedžeri, pa seveda tradicionalni poklici, kot so odvetniški poklici, tudi visoki strokovnjaki na posameznih področjih, ki so vedno zelo dobro plačani. Stopnja tveganja revščine je ena najnižjih v Evropi. Tudi nekateri drugi kazalci, ki kažejo na socialno izključenost in pa na standard življenja prebivalcev, so se bistveno oziroma pomembno izboljšali. Seveda to ni vedno neposredno povezano samo z vstopom v Evropsko unijo. Dejstvo pa je, da so se v preteklih letih zgodili pomembni premiki, ne nazadnje tudi minimalna plača se je dvignila in nekateri drugi kazalci, oziroma v teh letih smo začeli načrtovati tudi pomembne reforme na področju socialne zaščite, ki so povezane z drugačnim sistemom socialne varnosti, z izboljšanjem pogojev na trgu dela in zaposlovanja, s pokojninsko reformo, reformo zdravstvenega sistema in tudi začeli smo z reformo sistema dolgotrajne oskrbe. Митот е дека во Грција нема сиромаштија и покрај преголемата задолженост, овдешните жители живеат богато и добро. Таквата благосостојба се должи на членството на државата во Европската Унија. За Грција се знае дека по Втората светска војна беше една од сиромашните држави во Европа. При прошетки низ поголемите грчки градови се остава впечаток дека овдешните жители живеат луксузно, носат брендирана облека и притоа нема никаде сиромаштија. И пред актуелната криза, Грција се соочуваше со највисоката стапка на сиромаштија која изнесуваше 20%, а според експертите би изнесувала 23% доколку не беше помошта од ЕУ фондовите. Според Унијата на грчките работници, во Грција живеат вкупно 832.456 сиромашни домаќинства. Грција, кај 60% од населението постои психолошки страв од осиромашување. И во последните 10 години грците станаа зависни од еден друг вид сиромаштија, односно од растечката зависност од кредити кои беа обезбедувани од агресивниот банкарски систем. Θα μπορούσα να πω σχεδόν τίποτα. Ορισμένες περιπτώσεις που μπορεί να έχουν ειδικά προβλήματα υγείας ή κάποιον ιδιαίτερο σοβαρό λόγο υγείας, μπορεί να υπάρχουν κάποια επιδόματα. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Πάρα πολύ. Είναι διάχυτη η ανησυχία και η αβεβαιότητα για αυτό που λέμε το τι θα ξημερώσει αύριο, πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει καμιά σιγουριά και η αισιοδοξία είναι ανύπαρκτη. Θα μας πείτε πώς είναι η ζωή σας το τελευταίο έτος με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα? Εντάξει, έχει επηρεάσει φυσικά τη ζωή μας, επειδή δεν έχουμε και δουλειές, δεν ασχολούμαστε ας πούμε με τη δουλειά και έχουμε μείνει άνεργοι περισσότεροι. Και αυτό οφείλεται στην οικονομία που έχει πέσει και βλέπουμε ότι δυσκολευόμαστε να τα βγάλουμε πέρα. Εγώ αυτό λέω. Ότι η Ελλάδα δηλαδή, πιστεύω ότι μερικά άτομα, παράδειγμα, αν εγώ ήμουν έξω με τα καράβια, πιστεύω ότι δεν θα καθόμουν Ελλάδα με τίποτα. Είναι ένα έσχος η Ελλάδα. Και τους κράζω και όλους, πρωθυπουργούς, και δεν ψηφίζω κανέναν. Απλώς θα κάνω κουράγιο εδώ πέρα. Άμα φύγω από εδώ πέρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει, και ακόμα και εμείς εδώ μέσα είμαστε με το άγχος και με το αν θα τα καταφέρουμε, αν το αύριο θα είναι κάτι καλό για μας, μας φέρει. Αμφιβολίες. Να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε μαγείς. Νομίζω αυτά που θα άφηνε και κάθε πολίτης σε οποιαδήποτε χώρα, ανεξάρτητα αν είναι Έλληνας, το ίδιο ισχύουν για όλους τους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα
αφήνει την όποια διασκέδαση. Αφήνει τις όποιες δυνατότητες έχει για ρούχα, παπούτσια, για αυτού του είδους τις ανάγκες, αλλά τα πράγματα έχουν φτάσει τώρα πλέον να περιορίζει και αυτά που λέμε ως προς το ζήν, τις βασικές του οικογενειακές ανάγκες για τρόφιμα και για την επιβίωση της οικογένειάς του. Και εκεί πλέον έχει φτάσει τώρα να έχει περιορίσει τις δυνατότητές του. Πώς είναι η ζωή σας το τελευταίο έτος με την κρίση στην Ελλάδα? Η ζωή μου και όλων των εργαζόμενων, όχι μόνο η δική μου, μας έχουν φέρει πολλά χρόνια πίσω, με πρόσχημα την επίθεση, με πρόσχημα την κρίση, μας έχουν φέρει πολλά χρόνια πίσω, αφαιρούν δικαιώματα κατακτήσεις μισθολογικά, εργασιακά και σε εμάς και στις νέες γενιές. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται. Τώρα δεν έχει βάση πάντως αυτό. Η κρίση, από ό,τι φαίνεται, αξιοποιείται ή χρησιμοποιείται, είναι το μέσο για να φέρουν πίσω πολλά χρόνια τους εργαζόμενους και το λαό, και ωφελημένο και κερδισμένο αυτή την κρίση βγαίνει το κεφάλαιο. Ένα μαύρο χάλι. Δεν βγαίνουμε με τίποτα. Είχαμε κάποιο εισόδημα, δουλεύαμε σκληρά, τώρα γίναμε πραγματικοί δημόσιοι τεμπέληδες, παίρναμε κάποιο μισθό, είχαμε κανονίσει να πάρουμε ένα δανειάκι να φτιάξουμε ένα σπιτάκι, το φτιάξαμε και τώρα το μόνο που υπάρχει, κάθε μέρα παραμέρα να σε ενοχλεί η τράπεζα. Με το δίκιο της και η τράπεζα πρέπει να πάρει τα λεφτά της, αλλά που πάντα πάρει. Δυστυχώς. Και βγαίνουν στα παράθυρα και μας λένε ότι όλα λειτουργούν άψογα. Πού το βλέπουν, για λίγους είναι καλή ζωή πια. Ο Έλληνας θα γίνει δούλος κάποιον άλλον. Τώρα ποιοι θα είναι, αυτοί τα ξέρουν καλύτερα. Είναι σημαντική η επίπτωση. Τα εισοδήματα, οι μισθοί, οι συντάξεις κατά μέσο όρο έχουν μειωθεί κατά 30%. Αυτό σημαίνει ότι έχουν περιοριστεί και οι δυνατότητες της αγοραστικής δύναμης κατά 30% και υπάρχει πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης σε πάρα πολύ μεγάλη ομάδα του πληθυσμού. Како ти изгледа блиската иднина, Нора? Сакам да бидам оптимист и надежта да не ме напушти и секако упорноста во тоа дека дефинитивно можеме и треба да ги обидиме европјаните дека местото ни е во нивното, европското семејство. Да, но сликата по најтурбулентната година во Грција покажува дека на нејзините граѓани има малку повеќе страв. А што ќе се случеше со Грција и со нејзините долгови доколку не беа пријатели со европјаните? Добро, но еве например да ја земем Бугарија. Бугарија и по 3 години членување во европското семејство е се уште една од најсиромашните држави во ЕУ, истовремено една од најсиромашните држави во регионот. Секое петто семејство Нора живее под границата на сиромаштијата. Огнен, значи не се обидувај со контрааргументи, дефинитивно не можеш да не убедиш. Ниту мене и сметам не можеш да ги убедиш ни другите. Бидејќи нашето место е во европското семејство, односно во Европската унија. Добро. Еве. И официјално потврдувам дека митот не е повеќе мит. Можеби Европската унија не е најзаслужна за благосостојбата во одредени земји, но се разбира дека според стандардите и критериумите навистина ЕУ става некои работи вред. Се гледаме следната епизода во нов предизвик. Економската криза не утепа сите. Јас од мојата плата од 2500 евра, 2000 трошам. Ми остануваат 500 и нив ги штедам. Црни денови и убав викенд. Мене, од платата од 2000 евра, едва и половина ми останува. Тие ги штедам, ги стискам, ги кријам, останатите 1000 морам да ги трошам.
Основни расходи, домакинство, ситни задоволства. Јас со моите примања солидно живеам. Имам 400 евра плата, трошам 700, од кај ми се оние други на 300, појма немам.